Јас сум Трајко Скилиев цело живо. Се живеа тука со стоката како единка. Јас сум сам, децата ми се иселени во Кавадарци. И тука во селото, кога се исели, останаме ние сами. И туа така живееме, тога имаше околу 50 куќи, имаше фамилии. Се живееше секако, а сега ние останаме сами, не може да живееме сами. Сега живееме во селото, уште 2 фамилии, сестра ми и ние сме. И неќеме да се видиме никако. Правно да не сме живи, отколку што не живи во селото да живееме. Убаво се живееше тоги со фамилии, се станам уште двајца со Шура ми е во јама, слабо живееме, има некоја 20 години, така неслободно живееме, теренско живееме, со терсено живееме. И јас чувам некоја 250 грловци, тој чуo помалку, се тоа помалку чуo, јас оти повеќе му се свиѓа тој. Се јас на тоа не сум увинамен дека тој толку може, толку чува. Децата ми се мене во Прилеп 3 едно во Австралија, се вика Петкана, е омажена за село во Патица во Прилепска. Ама отидоа во Австралија, има некоја 17 години таму ка живеат тие. И се валат тие, еднаш година си дојдоа, една година се видоме, и се валат, вика, нам не многу добро, а ние овде тежок живот живееме. Baba ti mudar de cena. Baba ti mudar de ele moite de carinho, me eu, menino, baba, eu. Taca de minuto. Ai. Baba tudo, eu. Tá, tem moite de assim agora com o polêmica. Налеси вода и ки мисиона тапки јасваки ми зборни лав. Зошто ми се, кој ми мислиле најлошото, како да изнам за снае за брат.
стварно зборува се дома со кокошки, со овци, со свиње, каразе, со кучиња, него со оние што ќе зборувам. Нема со колку обед си правиме. Сега си правиме обед со јагнињата, со кокошките. И ни останаме старите сами. Ајде, Јана, да ми се натиташ, ај бабата ти си го надои, си ми малецка ти. Така, цица ми. Оти мајка ти цицка не ти дава друга. Така те. Завленало рудо, јагне леле, завленало рудо, јагне. Стрезе тарло овчарово, стрезе тарло овчарово. Така да ми стигнеш. Ой, стоване млато, шарелеле, ой, стоване млато, шаре. Дури беше млад не жене, дури беше млад не жене. Не пасеше по планина жано, не пасеше по планина. Сами се објавнили Мелецки на Ческа. Милите на дедот, милите на дедот, сви што се Мелецки. Леле на дедот. Убави јагненце на чешни грија. Сега ќе појде на бабата и ќе каже да дведени се објавни. Ајде, Калешка, стани. Мајка ти да те гледа тука, да те излижи убаво, да те измие. Да видиш убав.
Да цицаш. Ајде да цицаш, да даде мајка ти цицка, да пораснеш голем. А чули ми да вчера. Тоа се шозе. Тему да не читам. Се, работата беше таја. Мажот ми беше со овците. И времето така беше врнешливо вечерто. Ние лежеме во една куќа. Од вадна страна ние лежеме, од вадна они лежеа. И неговите овци немаше ништо тука. И му рекоме ние отиди, ќе затвориме овде оваа куќа, да се сосаат овците, да не и врне ческа врнешот, да и затвориме. Ми текне, веле мора Богоја ни овците и затвориме, а негови доме вратничот дали е затворено згора. А ми рече, не знам. Кога појду јас вратничето, веле Богоја, овце ќе изеде вакот на ческа, рече, веле, не е затворено, вратничето го нема. Каде е, рече вратничето, кој го зе? Ами шо знам, веле, кој го зе? И ние се разговараме со него така кана, кав го дори акреваме, как не си го видела, рече, денеска вратничето, кој го зе? Веле, јас не ќе стоја тука стражар да го вида вратничето. И не чу згора Свејанка, од джамот, не. Шо рече се карате? Как веле, рече, шо веле му, каде е вратата, веле, од овде се вали шо до мене, веле, шо се стори? Ами рече, едни витулисци дојдоа, вратата рече, плочитова рај од куќата и вратата рече азеа. Кај веле тие витулисци, ка смеат на туѓа куќа да дојдат плочитот таварајот и вратничот да го земат? И во тоа разговорање ние, камен на камен присобраме, јас бе, и Богоја беше, и чупето најмалу ни беше, Драгица. И собраме камен на камен, го позатвориме троа и си ни сами. И батерија си носи чупето Драгица, оди прв Богоја, јас по него вака ода, Драгица оди по мене. И со летри го цвети. Ама тоа било во сенката таму, така као во зидот. Не се видеше да го видим, врнеше темница, не се видеше ништо. Засенат тој, закриен во вратничето. Во ќошото. На вратничето во ќошот тукаме. И тман помилување Богоја и каменот, и Богоја ничко. И ние стискаме со чупето. Леле, шо направи? Леле, умре. И тој веќе не знаеше ништо. Орика ме нападна мене. Дето дојде да види шо е. И он му рече шо е ова, шо се карате со мајка, и тие му цегнаа со стапот. Богоја стапот е с коло. И Јошко летнека го тепаја. И Богоја по него трчи, за да го тепа, и Богоја падне на портата наша на камењето, суди во глава со пробаника. Така судир Богоја. И ка паднаа така и бидоме Богоја го скориваме. И јас го скорива и оно ти падне и први луѓе, веле, шо сторите во дворот мој, со тепате сами по паѓата. Еве баш овде на портата. Оди и влечи, го завлекоме до дома. И го пидоме, го кладоме на креветот вака, умрет готово. Сега веле стоја јас шо да права, кај дода. Децата пишат, леле, татко умре. Зоки беше и Драгица. Тој кам удри мене, односява во болница за 7-8 дена, овше ништо не знаја за шо ми превели, ка ми превели лекарите, не знам. После малку тоа на 10 дена се посвести и рече докторот, се викаше Стојков, рече сега ти е малку заздравена, рече главата, уште 2 дена ќе лежиш и ќе ти испушим, ама рече, ќе ти испушим, ама ти нема да мислиш, рече да ти е оздравена главата и дојш по работа. Ти рече ќе лежиш дома 2 месеца, 3 месеца, после ако можеш нешто да тргнеш по нешто да работиш, а иначе нема за бргово време да работиш. Че не можеш. Имаш рече тешка телесна повреда и потемнение на мозокот имаш. Дојдоме насу и дето го судија 6 месеци затвор лежа. Ете те омрзата, тука дојде. И ка подоме на судот, и судијата и рече, Јелинко, помери се.
Таа рече снесе мира и го клада в затвор. Ако ми внук, не го признавам ни брата ми, ни внука. Не го кладе то затвор. Ти беше жалко да син ти беше затвор? И сега да ме питаш, сега ми е жал. Коли по затворите ка праша и ка му велоти затвор да ми отлада челото за нищо. И сега сърцето ми плаче. Не тоги сега их да ли ме прашаш. От изошо от тетка му да се стори това за затвор да ми лежи дет Торген. 20 години. Дали явно това метек и го помина аз. И аз пак го гала. Ка било, нека помине. И на това нещо, Павели, чеки, па си ме глада затвор, не река со криво, че ме клеше го не. От първите те глада, главиме се, няма шовите това, от нея. И се днески утре, може куче ти запусти, ама що ти правя аз? Ако не е жал на никой родител, ке ти лежи челата затвор и мен да не ми е жал. Това е. Ами е злола, а я са гледа. Я са стои човек. Kad dođu, siraci najdu. I su čovjek da stora, i su ališća da obleća, i domaćinka da stora, i sa padmo misli, lošo nate, това ти без немшо. И до ден денешен е така. Ке дойде некој дете, ти ќе оде, ти го чекам на патот нам, за да му кажу, тако е мајка, това, која не ви дава вам, на друг ще му дава, но хубаво да го ще дава. Која мајка на че да не дава, и аз да не дава. Колко години го има тоги? Не памтиш. Едно 15 години има. Има, отдамна е. Тамне. И от тоги омраза, ка си почнаме и ден денешен сме. Не се знаеме да сме брат и сестра. Се гледа да ме напакости, се гледа да ме нащети. Моя тама, от су по-имала. Ако су имала сомака, ники си има и он. Мене не ми е криво ти, че има, нека работи. И нема, се го терсене зборујат. Мора до свиње дојдоа до трујње, до говеда, до овци, до маски. Шо не сторија? Ците! Сега ту дам на пес, во снегот кој се врна песниот тепа. Омразата таа довеќе. Моја мори дојду на 2,5 години да те вида тука, голема светло ти донесоа. 45 години тука живеа. Со мојот домаќин, печалба спечелиме, тука деца ни се породија. 3 ќерки и 1 син. И печалба многу спечелиме со они, со децата. Ама не била наша печалбата да имаме. Ни дојде голема такцироген, не запали. Се изгоре. И амболи, и казан, и каци, и брашно. Сол изгоре, може 400 кила, брашно изгоре 300 кила. Ракија изгоре 150 кила, преварена сета. 3 вреќи ушичери изгоре, вана 500 кила изгоре. Друго башка лишче шо беше веќе сета куќа пана, се изгоре, ништо не остава, ништо не спасиме од неа. Голи души испаднаме ние. Па се запали од прво, ние си беме дома со детето и со братучет ми. Тука Богоја беше во Прилеп. И си вечерто си навали малце оген дома на огнишчето, со мала работа оген, си направи вечера, си влегоме овде, ни беше собата. Вечераме, си легнаме, горе ни беа тука овците. И јас отиду намо во сокницата од таде вас. Во амбарот. Во амбар сокницаше. Во амбарот да леже, они со Бацка и Зоран тука ми лежаја. И јас боши варда овците, кога во 3 сата од сабајлито станаме. И братовчит ми се каже да си оде за на работа, во Дзика одеше. И дето одма свика, од овде, мајко, да не печиш нешто дома. Јас веле, не, Зоре, не су станата, не печа ништо. Чури рече нешто кадеш. И кој одма стана детето и излезе надвор, стана и јас од сокницата, излезе тоа надвор
и одма оно пушката враци, врля пушка да дава знак да дошле с помош од Витолище. Ама на тоа никој не дојде, не се јави. И кога заврте с дола од куќа на пенџериња има две на земникот, кога заврте и дојде рече мајко горат по кровите. Ви да кажете, не знаеш што е земник. Ами земник изда се, тоа ја стави. Горат рече сега по кровите и немаше шовеќе, народ немаше кој да дојде, никој отвори ме вратите, дигне голема луфта, оген, сето место облеа, кадеш оген, не се ловаше никаде, само ова одајчето овде влегоме, имаше сирењи куклу за зимово да си јадиме за нас. Само тоа го спасиме, викнаме овде на Илија, брат ми, дојди и он, дојди Стојанка, помош да дадат, ама се не можеше, многу беше сила оген, ништо с помош не се даде, ништо од куќе не извадиме игла, ниту конец, ништо. Внук ми дојде да ме викне од дома, Вујко рече да дојде, че куќата ни се запали. И одма ние дојдоме со брза помош обата и јас и жената дојдоме. Шо можеме овде од собата се пикнаме, скршиме прозорите, извадиме сирење што имаше, рекија што имаше, 12 што имаше, се извадиме. И од тоа, па мене кога ми рековите и да се јас запалил, па тоа мене ми многу криво. Во другата соба беше дето влезе да види да си земе нешто. И кога влезе с дола изгореа щитите, дето пропадна. И јас му свикам Илија Брго, Илија Зоран не пропадна. И изгоре. И дојде Илија од пенџер го извадиме. Дето не си изгоре, ама Илија очи, коса, лице се му изгоре. Ама дето си го спасиме на тоа, да ни речат благодарно ти го извадиме. Ама сега па не велат, ние го запалиме. На тоа, за ми е криво, ама од тоа нема потама каде. Ако не бе ние дето ќе не изгореше. стоката, фамилијата. Почитувана публико, жители на село Живово, во вашето село за прв пат ќе гостува артистот на Прилепскиот народен театар Благоја Спирковски Џумерко. Предбата ќе биде без пари
тебе, луѓе, од кога не сум ве вишол, се рекло вака. Роди ме, моли мајко, со стрејча, па после фрли ме на буниште. Род! Некој има луѓе се рајđа во вили, којчи големи, парати, а некој пак на буниште. Како кој? Е, тука, брајча, и парата многу не помага, ако не си јачик човек, ако не си отракан. А би имај ти овде, па ќе ги шенгаш луѓето како што сакаш. Еве, ништо човек сум. Али, за Аџијанкула, за Секула, за Евдокија и за на Паца не сум царове, Госпо сум. Госпо. И како сте вие, брајча селани? Пријатбата заврши. Добро, Добро, е? добро. Ова за кај вас прв пат вака се дава приредба? Прв пат е. Така, значи, и Трпео ви дојде прв пат на гости. На гости. Така. Како се поминувате во село? Арно, лошо. Нема лошо, сеарно. Се има. Кај што има луѓе, се има. Е сега, многу работа ти имам во Витолиште и во Прилепон. Да остам со здравие. Јаника си здрава и жива. Фала што дојдовте. Ај со здравие. Фала се здрави и живи. Поздрави таму. Сполај ти. Поздрави таму. Полај ти, Стојанка, си поздравиш многу внучината. Полајте, сите, лојте. Фала што дојдовте. Со здравие.